веќе втора година знаеме дека поред го организирате, па како Да, и беа планираме да најпрви? биде традиција, значи да го одржуваме секоја година, да привлекуваме квалитетен кадар на надпреварувачи, значи да се социјализираме, да се дружиме, целата поента. Како течеа подготовките? Дали беше тоа напорно? Па организацијата беше доста напорна и стресна, да. Секоја организација има своја тежина, така и ова. На први, за да се одржи таков надпревар, потребно е паркчето малку да биде посредено. Значи, за разлика од минатата година, паркчето е посредено, има наместено клупи. Ние што донесовме песок, тоа ни помогна еден поединец. И за разлика од минатата година, надпреварувачите се поозбилни. Има и подобри услови, така? Да, има подобри услови, и се поспремни. Многу беше напето во секоја дисциплина, неколку бројки делеа од прво, второ и трето место. Значи, толку беше. Силна конкуренција? Да. Дефинитивно појака конкуренција од минатата година. Така. Да пообјасниме за оние што не знаат. Се работи за паркче, односно тоа е всушност локацијата на Октомвриска револуција, позади зградите. Тука вежбате напорно. Морам да ве пофалам дека навистина си го средивте вашето катче, каде што можете убаво да се чувствувате и да вежбате и да тренирате. Бар Гладиаторс постои колку години? Бар Гладиаторс постои од јануари 2014 година, значи 3,5 години. Вие сте единствениот регистриран стрит воркаут клуб во Македонија. Да. Зошто само единствен во Македонија? Се наметнува и такво прашање, нели? Да, се наметнува и такво прашање, меѓутоа има стрит воркаут клубови во Република Македонија, но треба малку повеќе да се ангажираат за да го регистрираат и нивниот клуб. И јас би сакал, не мора оваа година, може наредната годината после тоа да направиме федерација во Република Македонија за стрит воркаут. Одлично. Значи тоа би било супер. Да, една убава и паметна идеја. Да, и стрит воркаутот ќе се качи на една степеница погоре. Ајде за оние што не знаат. Што всушност вие тренирате? Значи ние користиме својата телесна тежина, се спротиставуваме на гравитацијата, паркосиме на гравитација, значи статички елементи, совладување на страв, поразбираме динамички елементи. И Гордан, да, може да надоврже, но во кратки црти тоа е тоа, значи... Да, Гордан е меѓу првите членови организатори, односно основачи на Бар Гладиаторс. Колку години тренираш? Како што почнаме, кога ја формиравме екипата, има 3,5 години некаде. Да, тоа Со видливи резултати? Така. Ајде повторно ќе се навратиме на меѓународниот надпревар во недела кој што се одржа. Колку учесници имавте? Од кои градови, од кои земји, бидејќи сепак ова беше меѓународен надпревар? Да. На надпреварот имаше 40 надпреварувачи, кој од кого поспремен, значи навистина беа со завидна физичка подготвеност. Би поздравил неколку поединци. Значи имавме од надпреварувачи од Србија, од Бугарија. Значи од Србија имавме од градовите Нови Сад, Београд, Рума, Обреновац, а од Бугарија имавме од градот Софија. Сега поединците се Джељко Влајн, Игор Гиле Бајич, Елена Љубенова, Александар Бошњак и неговата подобра половина. Кој уште? Милија Џурич. Имаше уште еден дечко од Прокопје. Да, организаторот на надпреварот кој што следува на 23 јули, значи Саша Милјковиќ, Лука Кузман. Да. Во секој случај голема широка екипа. Да, и Мартин Тигар би го поздравил од Скопје. Поздрав еве и од мене. Значи вие задоволни од она како беше организирано од целиот надпревар, иако се сеќавам дека недела беше навистина многу жешка. Да. Топол ден. Значи беше 36 степени. Така. Наистина. Спонзорите се погрижија исто така да имате и освежување, да имате и врачување на награди. Да, спонзорите значи многу придонесоа за надпреварот да биде како што беше.
Значи имавме обезбедено вода, значи ладна вода, Најнеопходното. да, имавме банани, имавме Сендвичи. сендвичи. Во секој случај топ. Да. Така. Да проговориме и за категориите во кои што се надпреваруваа учесниците. Категориите се дела на 3, значи freestyle, weighted calisthenics и bodyweight. Преведи. Freestyle значи слободен стил. Тоа е една рунда имаше 2 минути, секој надпреваруваш една рунда по 2 минути. Тоа значи да покажеш се што знае во тој рок. Потоа следуваше weighted calisthenics, тоа е основни вежби, односно руски згибави, пропадања, но плюс со додатна тежина И чучња. и чуштиви. Значи, оние универзални вежби кои што се меѓутоа со додадена тежина на себе. Пример 32 кг, 48, 80. И на крајот, категоријата bodyweight, тоа се исто основните вежби, но со телесната тежина. Одлично. Имавте и учеснички, односно од женски пол. Како се покажа? Имавме и женска категорија, за нив имавме спремено 2 дисциплини, значи женски чучњеви со 40 кг и обични склекови. Меѓутоа, женските правеа машки склекови, немаше тие полусклекови. Па така е, ние сме Да, силни, значи- што мислите вие? Мора да бидат машки склекови. Така. Имавме 3 учеснички, значи една беше Елена Љубенова, втората беше Ана Милчевска од Скопје и третата беше Марина Милановска, таа е фитнес тренер во Хотел Парк во Скопје. Дали во Куманово имаме членки или учеснички што се бават еве со вашеве дисциплини, што тренираат? Па јас мислам дека тие претежно се во фитнес фазон. Толку, може би еве ова малку ќе ги потикне да видат тие прават чучњеви, меѓутоа дел од вашиот клуб. Немам да сега видам да се напреварува некој. Така. Ајде луѓе да споменеме уште нешто вака интересно, некое доживување, некоја случка од недела, да споделиме со нашите слушатели. Што вака ви остана во сеќавање од недела? Ке се сеќавате со години? Па имаше Нешто што ве насмеа, нешто што ве разочара можеби. Имаше еден лош Ете. настан. Ете, Девојчето требаше да се надпреварува, но дали поради високата температура се не свести. ете, и тоа се случува нормално. Имавте се тоа здравствена помош? Не Се беше во ред? Не, меѓутоа има поединци кои помогна, ајде, беше Да, се снајдов. Ај сега некој убав настан ќе кажем, ајде. Кој ве вака во душе ви од надпреварувачите? Кој беше најдобар? Па, за мене доста добар момент беше Елена Љубенова кога настапуваше во фристайл. Не знам, се најажи и тогаш таа ја дигна атмосферата на повисоко ниво од Исто пред. така таа ќе учествува на светското првенство сега што е во стрит воркаут во Русија на 29 јули. Да. Супер, супер. Како беше кумановската публика? Дали имаше публика од страна? Имаше публика од страна, исто како минатата година. Не, Значи- имаше помалку. Може да се Помалку? каже дека имаше помалку публика. Меѓутоа беше топло, така да оправдано. Да, Да. и некои бидејќи понеделник беше неработен Продолжен ден, викенд, точно. да, отидоа на продолжен викенд Да. и тоа е тоа. Така. Колку часа траеше надпреварот во недела? Почнавме во 11 официјално, 11 и пол да кажеме, до 7 траеше. Малку повеќе се одолжи сето тоа, затоа што имаше некои расправи. Да, надпреварувачите се бунеа за одредени дисциплини. Пример, мислат дека направиле повеќе, меѓутоа ние сме судии и ние што ќе кажеме, тоа ќе биде, значи нема расправи, Кои нема. седеа на судиските столчиња? Значи, јас бев главен организатор, но помагав и на судиите. Значи, судиите беа Гордан Крстич, Роберт Ангеловски и Борис Јаневски од Скопје. Така. Поздрав до судиите и сега да споменеме што беа наградите. Наградите за првите места, пехари, истото за вторите и третите места само медали и мајци. Одлично. Честитки до наградените. До година повторно да се видиме со трет поред меѓународен надпревар во ваша организација. Се надеваме, се надеваме.
Така е, и да поканиме што повеќе членови да бидат во редовите на нашиот регистриран, единствено регистриран клуб во Македонија. И да ги поканиме останатите стрит воркаут екипи да се регистрираат и да формираме федерација. Дали е тешко да се бавите со овој спорт? Па захтевно е, да. Треба Бара да бидеш искрена. дисциплиниран, да. Бара И- тренинзи, бара упорност Да. и тогаш тука се резултатите. Драги мои куменовчани, повелете, живеете здраво. Хранете се здраво, уживајте во животот, уживајте во тренинзите и резултатите ќе бидат видливи. Друштво, ви благодарам на разговорот и на оделеното време. И за крај да ја поздравиме вашата поубава женска половина која што знам дека секогаш ви е ваша поддршка. Да. Поздрав до Елена. Чао!